Уставно, правно, судството е поставено како независна, како трета власт. Се додека немаат сваќање за својата улога во системот, улога која што ќе значи заштита на човековите права, улога која што ќе значи брана од политизацијата, тие не може да го добијат заслуженото место. Држава во која што имате слаба опозиција има ризици во себе. Амнестирање на моќници, промовирање на принцип на неказнивост е нешто што прво го руши системот на владење на право, а второ ќе биде пречка и на нашиот пат кон Европска унија. Мислам дека ние како држава веќе подолг период ги чувствуваме последиците од застојот во европската интеграција и тоа го гледаме преку големиот степен иселување на граѓаните, незадоволство од квалитетот на животот во земјата, слабоста на испорака од државните институции кон граѓаните. Не сакам да мислам дека се работи за некој да профитира врз пациентите. Искрено, овие процедури, ево јас, например, сум видела лично пациент каде што е направен бајпас на нога, каде што нема потреба, неговата нативна природна артерија е проодна и теоретски пациентот во моментот нема компликација. Меѓутоа, поминал хируршки зафат кој можел да има оперативни, постоперативни компликации и теоретски во тој момент го загрожуваш и животов на пациентов, што е недозволиво. Во иста недела две пораки од Брисел и од Венеција. Потребни се уставни промени за Европската унија поради бугарското малцинство во Македонија. За експертите од Венеција поради јакнење на независноста на јавниот обвинител. Во тренинг после подолг период медиумска абстиненција. Гостинка е професор доктор Рената Десковска, која неодамна беше избрана за подпредседателка на Венецијанската комисија. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Професорке, најпрво честитки за изборот. Ви благодарам и на сите мои сограѓани кои што ми упатија честитки директно или индиректно и среќна сум што еден вид поддршка и одобрување најде мојот избор кај граѓаните, така што заедно со мене ја споделија радоста, споделена радост е секогаш поголема. Кој ве номинираше? Каква беше целата таа процедура? Значи, процедурата за избор на раководството ново во Венецијанската комисија оди на начин што прво комисијата избира така наречен совет на мудри луѓе, wise persons. И тука членуваа поранешните, односно почесните председатели, двајца почесни председатели и еден поранешен председател на Венецијанската комисија и двајца луѓе кои што се веќе долго време во Венецијанската комисија и кои што уживаат посебен углед. Така што тие направија предлог за новото раководство и од, да речеме, од неколку кандидати кои што ги разгледувале за председател, номинираа, односно предложија една нова сегашната председателка и од некои луѓе кои што ги разгледувале за подпредседатели предложија тројца кандидати кои што потоа поминаа преку бирото и претходното председателство и таму на одобрување и на крајот дојдоа на пленарна седница на Венецијанската комисија. Со тоа што во петокот, значи првиот ден, се избираше председателката, професорката Марта Картабија, која што е поранешна министерка за правда и поранешна председателка на Уставниот суд на Италија, во моментов е професорка на Универзитетот Бокони на правниот факултет во Милано. Така што по нејзиниот избор за председател, во текот на денот ги правеат и последните консултации со неј за сепак дали таа ќе се согласи со листата која што тие ја креирале за новото раководство. Така што во текот на вечерта беше дистрибуиран писмен предлог кој што сите членови можеа да го видат и во саботата на утринската сесија првата точка беше избор на подпредседатели. Јас сум среќна дека изборот помина едногласно, што значи буквално никој не имаше против, имаше едно општо прифаќање и консензус околу предложените кандидати. Кој прв од македонскиот естаблишмент ви го честита изборот? Па еве сега, јас не би сакала да истакнувам јавно, но
веднаш што ми излезе веста, нашата председателка ми се јави лично, со оглед на тоа што и таа била член на Венецијанската комисија, ми беше професорка, јас сум била нејзин асистент додека бевме на факултетот и таа го знае значењето на Венецијанската комисија и лично ми честиташе уште во текот на сесијата. Навистина добив и честитки од многу други луѓе, без оглед на партиски позадини, функции, пријатели, така што мислам дека во тој дел сум среќна и задоволна што имаме едно општо прифаќање. Колку и како се имплементираат сугестиите во домашното законодавство по рецензиите од Венеција? Ние сме задоволни од степенот на имплементација, заради тоа што Венецијанската комисија навистина до сега го има уживот на угледот на непристрасна и на професионална комисија и земјите со добра волја го имплементираат. И тука е интересно што Венецијанската комисија дава еден вид на стручна и правна помош на земјите кои се стремат кон Европската унија, значи во делот на реформите кои што ги прават, но исто така дава и мислење во земји кои што се веќе членки на Европската унија. Така што ние сме задоволни и од едните и од другите во степенот на имплементацијата на мислењата. Но мислењата не се единствената форма која што ја даваме како правна помош, како правен совет, туку например се прават и извештаи генерални кои што се однесуваат на определено прашање и потоа тие извештаи служат како основа на земјите во градењето на законодавството. Сега најново во текот на оваа сесија се апдейтираше, ние го нарекуваме Rule of Law checklist, односно чек-листа на владењето на правото, кај што се содржани принципи во кои што државите треба да водат сметка при својата работа дали станува збор за работење согласно на владењето на правото. Имате таму, например, принципи кои што се однесуваат на начин на носење на закони, принципи кои што се однесуваат на градење на законодавство за независно судство, обвинителство, човекови права, правна сигурност и слично. Така што со оглед на тоа што и владењето на правото и концептите се веќе се осовременети, значи имате веќе развој во таа сфера. Вештачката интелигенција си носи своји предизвици, така што и во тој дел правиме усогласување и на оние генерални принципи кои што не се однесуваат на конкретна земја, туку што се однесуваат на сите. Двата закони за јавното обвинителство, зошто предложивте двотретинско мнозинство во собранието за избор на обвинител или избор со 80 гласови наместо досегашните 60 за негов избор и разрешување? Тоа меѓу другото се предпоставува дека се неопходни тука и промени на уставот. Значи јас она што е водечки принцип на Венецијанската комисија е дека членовите на Венецијанската комисија, бидејќи јас воедно сум и член на комисијата и како член сум избрана за подпредседател, немаат право во јавност, ниту пак на седница, да коментираат било што од мислењата на комисијата кои што се однесуваат на земјата од која што тие потекнуваат. И тоа е, знаете, заради почитување на оној принцип, не можете да бидете судија во сопствениот случај. И целта на Венецијанската комисија е секогаш да биде непристрасна, бидејќи јас никогаш не би можела да бидам непристрасна кога е мојата земја во прашање. Секогаш ќе сакам да ја помогнам, да одиме полесно понапред и тоа е природно. И за да не се случува такво нешто, значи постои едно правило кое што е запишано дури во нашите етички кодекси, дека ние не смееме ниту да гласаме, ниту да коментираме прашања кои што се однесуваат за нашата држава, така што јас навистина би се воздржала од било каков коментар на мислењата кои што се за Македонија. Дали тоа е пред се во насока да не се политизира? Веројатно да, значи да не се политизира и да бидеме непристрасни заради тоа што имате ситуации кога некои земји добиваат препораки кои што не им се допаѓаат на владите. И сега во таква ситуација, ако би се очекувало членот кој што доаѓа од таа држава да се чувствува непријатно прво како да гласа, дали или ќе гласа против или ќе гласа за, зависно од неговиот став и односи, така што со цел да не ставаат во непријатна ситуација и да знаат и сите и властите дека практично мислењата се градени исклучиво врз принципи, врз она што значи европски стандарди, без никакво мешање на членот кој што доаѓа од нивната земја, тоа е правило кое што сите го почитуваме. Колку ние ги разбираме сериозно пораките од Венецијанската комисија? Јас мислам дека
сега јас можам да зборувам и од аспект на моето претходно политичко искуство и ако од тој аспект ги гледам колегите кои што потоа работеа, мислам дека Венецијанската комисија ужива сериозен углед во Македонија, дека сите препораки кои што се доаѓаат се добро прифатени, дека ние практично се обидуваме и јас не зборам само за мене, туку и за колегите после мене, се што ќе дојде како препорака од Венецијанската комисија да го имплементираме. Заради тоа што мислам дека тоа е еден вид на прифаќање на тоа дека ние навистина треба да го хармонизираме нашето законодавство како чекор напред кон Европската Унија, така што од тој аспект јас не сум забележала отпор од било која власт во било кое време кон она што значи препорака на Венецијанска комисија. Сите се труделе колку најдобро можат и умеат да ги имплементираат тие препораки. Од тој аспект мислам дека како држава можеме да бидеме задоволни. Јас се сеќавам кога имавме еден од законите на Венецијанска комисија, кој што го пративме на Венецијанска комисија во времето дека бев министер, побаравме, дури потоа од кога ги добивме препораките, ги внесовме во предлог законот и уште еднаш јас го пратив законот оди на комисијата и потоа добивме писмо во кое што се потврди дека сите тие препораки се имплементирани и тоа писмо овозможи полесно законот да помине во парламент. Следите тренинг гостинка во емисијата Рената Десковска, универзитетски професор од Правниот факултет, однеодамна и подпредседателка на Венецијанската комисија, поранешна министерка за правда и за образование. Професорке, се чини дека извршната власт и судската власт последниот период се во некаква спрега. Судиите и обвинителите бараат зголемување на платата од 0,8%. Премиерот вели не ги заслужувате ни тие средства, бидејќи довербата ни е нарушена. Дали со евентуалното зголемување на платите или дали тоа би допринело кон враќање на довербата и зголемување на ефикасноста на правосудните органи? Односот помеѓу извршната власт генерално, значи повторно не лоцирам во било која влада и судството е комплициран однос. Значи секогаш од извршната власт, особено од Министерството за правда, се очекува реформи во сферата на правдата и потоа кога ќе се направат и реформи согласно на европски стандарди и се, останува еден вид на незадоволство кај граѓаните од судската власт. Заради тоа што како да нема разбирање дека досегот на извршната власт е во делот на креирање на законската рамка. Потоа законската рамка, односно имплементацијата на законската рамка, дали е во делот на судството, во јавно обвинителство, останува на правосудните органи. Тие се тие кои што треба да се изборат за собствениот статус, за собствената независност, во максимум да ги користат овластувањата кои што им се дадени. Во Македонија има Дали тоа значи дека не ажурноста, не ефикасноста на судството? Значи, ние имаме добри закони во таа сфера. Проблемот е што всушност во начинот на функционирање и во одредени спреги кои што ние ги гледаме дека постојат во делот на поврзаност, лобирања и слични активности. И исто така мислам дека е проблем кога се дава генерализација. Значи, ние одредени негативни епитети се лепат на сите судии. И тоа не е во ред. Се додека судиите не се спремни да го исфрлат она што е, да речеме, диво месо кај нив или оние луѓе кои што практично го нарушуваат нивниот углед, на сите ќе им се лепи етикетата. Зошто не може да излезат од таа спрега помеѓу одредени центри на моќ и Таа е задача која што пред нив стои и тука ќе покажат колку практично судскиот систем е дораснат или не. Заради тоа што уставно, правно, судството е поставено како независна, како трета власт. Значи сега, како што има законодавна извршна, има и судска власт со власт во нивното име. Тие често пати не се однесуваат како власт и тоа е реално проблемот. Се додека немаат сваќање за својата улога во системот, улога која што ќе значи заштита на човековите права, улога која што ќе значи брана од политизацијата, тие не може да го добијат заслуженото место. Бидејќи го поставивте прашањето за финансирањето, односно за платите на судиите. Ние сме во една чудна ситуација во тој дел, заради тоа што ние имаме законски одредби за тоа колку треба да изнесува судскиот буџет. И факт е дека во тој судски буџет, заради недостатоците кои што ги имаме финансиски во државата,
не секогаш, односно никогаш не се алоцираат доволно средства. Ние треба да бидеме реални или да ја преиспитаме одредбата која што постои во законот за тоа колку треба да изнесува судскиот буџет или да ја имплементираме. Значи, тоа е еден недостаток кој што треба да си го решиме и да знаеме дека ако имаме законска норма, ја имплементираме. Не можеме да се вадиме на тоа дали имаме или немаме средства. А во однос на сферата на платите, моето претходно искуство покажа дека ние во државата имаме огромни диспаритети во она што значи плати во јавниот сектор. Мислам дека е тешка задача да има унифицирање, но сепак одредени поместувања треба да се направат во тој дел, заради тоа што тие разлики од различни институции, со исти работни места, со различни плати се гледаат и се чувствуваат. Јас сега дури гледам дека и во одредени во иста гранка, во министерства имате различни плати, што е исто така непријатно да имате луѓе кои што имаат исто ниво на работно место во една институција, а да имаат различна плата со луѓе од друга институција, што се дел од извршната власт, например. Денуве се поднесе оставка државниот јавен обвинител Коцевски, во понеделник ќе се избори веде вршител на должноста. Идниот, новиот јавен обвинител веројатно ќе се соочи со главниот и можеби најтежок проблем, а тоа е случајот со трагедијата во Кочани. Може ли да дојде до преквалификација на делото? Значи, во делот на јавното обвинителство е како ќе ја води постапката. Јавниот обвинител, ќе видиме новиот каква насока ќе даде во тој дел, но мислам дека апсолутно не сакам да коментирам судски постапки кои што се во тек, но слушнавме многу коментари за обемноста на обвинението, за проблемот кој што може да излезе во водењето на судските постапки, а факт е дека таа трагедија која што силно ја погоди целата земја, сите граѓани, а граѓаните очекуваат ефикасна судска постапка во тој дел. Така што ќе видиме, мислам дека треба обвинителството, но и судот да покажат сериозен пристап во тој дел, заради тоа што човечки животи се во прашање. Никогаш не може да им биде алиби дали тоа е под притисок на еден или на друг. Секој што ќе си ја добие задачата согласно устав, согласно закон да ја врши, има обврска да ја врши таа задача, така што никакво оправдување не би им дошло во прилог или не може да се прифати никакво оправдување зошто од некого гонат, некого не гонат, значи тоа е апсолутно нивна одговорност согласно устав и закон. Дури не постапувањето значи одговорност идна за нив заради тоа што практично тие го прекршиле законот со селективно гонење или со, например, намерно гонење одредени лица кои што не треба да ги гонат. Значи тоа се две различни ситуации. Во последнава декада има ескалација на високиот степен на корупција и криминал. Неказнивоста создава безнадежност кај граѓаните. Амнестирање на моќници, промовирање на принцип на неказнивост е нешто што прво го руши системот на владење на право, а второ ќе биде пречка и на нашиот пат кон Европска унија и води кон нискиот рейтинг кој што тие го уживаат кај граѓаните. Сега, знаете како, ние често пати сме многу построги кон нашето судство отколку што се одредени други земји за нивните судства или за судството во Македонија. Јас се сеќавам една од идеите која што долго време се вртеше во македонската јавност беше вршење на ветинг на судиите. И тоа беше прашање кое што беше многу актуелно, беше форсирано. Дури се сеќавам дека тоа беше и во ваш мандат. Да. И едно од практично го гледавме и примерот во Албанија кој што се случуваше ветингот. Сега, например, во Молдавија оди ветинг на јавното обвинителство. И често пати кога ќе го бидејќи знаете како, ние во делот на организацијата на власт, дали ќе имате ваква или онаква извршна власт, поставен парламент, државите се слободни. Но кога станува збор за судството, бидејќи тоа е најклучниот елемент кој што е поврзан со владењето на правото, има стандарди кои што државите треба да ги почитуваат. Има препораки од меѓународните организации. И ние не сме сосема слободни да ги превземаме реформите во судството онака како што сакаме. И кога тогаш разговаравме околу делот на ветингот во судството, многумина однадвор велеа
вашата состојба во судството не е толку лоша како во некои други земји. Вас не ви треба ветинг. Значи, ние не направивме ветинг заради тоа што оценките тогаш од меѓународната заедница беа дека нема потреба, дека тоа може да го забави работењето во рамките на судството и водењето на судските процеси, што е факт, заради тоа што вие кои ќе извадите голем дел или добар дел од судиите надвор од системот, имате ситуација која ќе ви останат предметите и ќе треба да почнуваат од почеток. Така што ние мораме да си признаеме дека имаме квалитетно образование правно, имаме квалитетни суди, но она што значи битка кај самите нив со она што значи корупција и други влијанија, да речеме, треба самите да извојуваат таа битка со цел да се постават на нивото на задачата која што е пред нив. Дали е возможно прифаќање на амандман, уставни промени со одложено дејство? Правно, технички е возможно. Значи, ако ме прашувате како правник, дали тоа може да се изведе во собранието. Но ако се земе аспектот дека сме веќе дел од преговарачкиот процес, сме се согласиле со... Нашиот барањето за измена на Уставот е надворешно барање, не е наш автентичен проект. И сега да бидеме реални, секоја таква измена која што произлегува од надворешно барање, не сме ние сами слободни да ја креираме. Ако да можевме сами да се донесеме амандман со одложено дејство, без за тоа да имаме согласност од Европска унија или веројатно алудирате на бугарската ситуација во моментот, тоа ќе се направеше досега. Факт е дека за тоа ние немаме слобода сами да го направиме. Ниту пак имаме желба да го правиме за да задоволиме одредени услови. Така што од тој аспект она што е правно возможно, некогаш политички е бескорисно. Така што треба да се, доколку постои согласност од Европската унија, тоа да значи отварање на преговорите и кревање на ветото, апсолутно правно, уставно правно, технички може да се направи. Ако не постои согласност, џабе ќе го правиме тоа. Така што од аспект на она што значи односи со Бугарија, мислам дека е добро да си направиме прво правна проценка каква е нашата правна позиција, потоа каква е нашата политичка позиција во меѓународните односи, со цел да ги поставиме нашите позиции и да ги превземеме идните чекори. Професор Дискурска, одлучивте да ве прашам, одлучивте целосно ставите крај на политичката кариера? Да, во моментот кога излегов од владата, апсолутно се деполитизирав целосно, така што мислам дека беше еден интересен период во кој што колку што можев максимално се вложив и придонесов и исто така стекнав огромни искуства. Сега сум си на правниот факултет, што би рекла дома, и уживам во делот што значи работа. Го напуштивте тогашниот лидер Зоран Заев, политички се разединивте во ставовите или свативте дека она што првично сте го зацртале како владеачка гарнитура тогашна не оди во таа насока? Знаете како, во животот имате одредени епизоди кои што ги преживувате и во моментот кој ќе сватите дека тие ви се товар, а не уживате во тоа што го работите, мојот принцип е дека треба да си одам, така што она што беше мое политичко искуство, мислам дека што можев да дадам максимум дадов и решив дека понатака веќе тоа ќе биде на штета и на мојата здравствена состојба и на мојот живот, генерално на квалитетот на животот, така што решив да се вратам. Јас ниту излегов со кавга, ниту излегов со било што, со сите колеги со кои што сум соработувала досега, имам апсолутно коректни односи, така што одлуката беше моја, тоа и кога се формираше следната влада, имаше новинарско прашање од некои од вашите колеги до тогашниот мандатар Зоран Заев како иден мандатар кој што го земаше мандатот тогаш и тој самиот кажа дека излегувам на мое барање и апсолутно најпријателско беше моето излегување. Како изгледа Бермудскиот триаголник во кратки црти во правосудниот систем? Бермудскиот триаголник веројатно е судство, обвинителство и извршна власт, ама тука е МВР претежно, заради тоа што тука треба да се бараат клучните реформи. Јас често пати сум верила кога
товарот и погледот за независност на судство и за судски реформи е кон Министерството за правда, ама всушност клучниот играч е Министерството за внатрешни работи, зашто ние можеме идеални закони да напишеме, ама оние кои што треба да гонат се овие три да судат. Така што Бермудскиот триаголник е ваш драмски текст, па две книги, поезија, новела и расказ. Тоа е средината на 90-тите. да. Јас сум бев и член на Друштвото на писатели на Македонија. Значи тогаш дебитирав со книгата Бермудски триаголник на анонимен конкурс кој што беше распишан, дури не кажав ни дома заради тоа што не знам дали ќе поминам и не сакав да чувствувам некаква непријатност заради неуспех на тој конкурс. Се сеќавам, отидов на некој зимски распуст во Крушево, кога се вратив, бидејќи во тоа време беа многу популарни весници, се читаа во секој дом и моите родители купуваа секој ден весник и им реков да ми ги чуваат. Јас кога дојдов дома, вртам и одеднаш гледам резултати од конкурсот, анонимно на шифра, значи моите не знаеа, Бермудски триаголник е одбрана да се објави. Тоа е политичка драма која што го опфаќа делот на периодот во време на Југославија на Голиоток. Значи, од тогаш сум покажувала афинитет кон она што значи политика и политички случувања, страдања на луѓето, така што ми е еден драг спомен, но од кога го завршив правниот факултет се откажав од она што значи пишување во областа на литературата и се насочив на правна литература. Како гледате денеска на Социјалдемократскиот сојуз? Се случија промени внатрешни, одредени промени во партијата, веќе има реакции, дел негодуваат, некои ги охрабруваат, но од друга страна се чини дека подолг период Социјалдемократскиот сојуз по два последователни големи порази не може да се консолидира. Консолидира многу неслучајно го спомнав како збор, бидејќи СДСМ многу често го спомнува, се консолидиравме. А како велат се консолидиравме, така се поголеми порази доживуваат. Значи, ако гледате дека во моментот, или ако ги анализираме локалните избори, видовме сериозен пат во бројот на гласови генерално кај сите политички партии и сериозен пат на излезноста на граѓаните, што покажува една генерална разочараност и апатија, што не е добар сигнал, заради тоа што немате веќе субјект кој што изворно ги привлекува граѓаните. Држава во која што имате слаба опозиција, има ризици во себе. За секоја држава е здраво да има опозиција која што ќе може да ја контролира власта, да парира, значи да биде закана да ја става на вистинскиот пат кога ќе сака да излезе. Во моментот кога го правиме ова интервју, председателот на партијата е во Брисел да се пожали дека власта ја урива демократијата, особено денове откако беше изгласана и онаа резолуција во собранието од страна предложена од власта за мигрантите. Дали на сцена не е еднопартизам? Знаете како, во моментот кога немате силна опозиција, но имате и сериозни сигнали на апатија кај граѓаните, имаме проблем кој што треба да го решат политичките партии. Факт е дека не е долг период помина, дури ни еден цел мандат не е поминат од моментот на последните парламентарни избори. Значи, демократијата е секогаш циклус. Не можете да сега во овој период, кој што е уште прв мандат на една владеачка партија, треба да очекувате таа да биде најсилна и да го зголемува рейтингот. Секогаш обично кога се после првите парламентарни избори со реформи, со работа, со се, треба да расте рейтингот на, или вообичаено расте рейтингот на партиите на власт, бидејќи тоа е природен процес. Во моментов имаме ситуација во која што практично немаме опозиција која што сериозно ќе парира, од друга страна имаме пати кај гласовите на владата. И тоа мислам дека своја улога има и процесот во кој што ние сме затворени пред вратите на Европската Унија. Секогаш ако го анализирате минатиот период на развој во македонската политика, секогаш импулсите за сериозен пробив биле поврзани со некакви надворешно политички прашања. Така што кога би имало поместување во
во делот на она што значи напредок кон Европската унија, кој што јас искрено го посакувам, во тој случај би имале и раздвижување и на политичката сцена. Така што овој момент не е баш најповолен ниту за власта, ниту за опозицијата. Секако власта е во подобра позиција, а опозицијата треба сериозно да работи за да си го поврати рейтингот. Сепак, дали Мицковски, ВМРО, ДПМН се пресилни или Социјалдемократскиот сојуз е се послаб и послаб? И дали ова води кон авторитарно владење? Знаете како, за авторитарно владење треба да постојат предуслови кои што ќе значат кршење на човекови права, уништување на слобода на владење, местење на послушници во независните гранки на власт. Значи повеќе работи се кои што ќе можеме да третираме дека постои авторитарно владење. Јас мислам дека во овој момент владењето на оваа гарнитура на власт е подобро отколку власта на Груевски во изминатиот период. Така што од тој аспект не ги гледаме ние сериозни проблеми кои што постоеа во времето на Груевски, кај што Македонија под силниот авторитарен популизам стенкаше, имавте проблеми вие како новинари со различни тужби кои што ви се заканува, она што значеше затварање на слобода на говор, политички притисоци и слично. Така што од тој аспект јас не гледам таков пробив од власта, но факт е дека имаме слаба опозиција која што не може да и парира. Но исто така има силно незадоволство и од кај граѓаните и од страна на власта, така што малку се покомплицирани односите и не можеме да ги гледаме црно-бело ни од аспект на власт, ни од опозиција, но затоа велам дека ако има одреден развој во делот на меѓународната политика, мислам дека тоа ќе може да ги придвижи односите. Ви благодарам што гостувавте во Тренинг. Ви благодарам на поканата. Професор доктор Рената Десковска, гостинка во емисијата Тренинг, од неодамна подпредседателка на Венецијанската комисија. Кратка пауза и продолжуваме со следниот соговорник за ово издание на Тренинг. Сретане. Мислам дека е пребрзо. Сите други држави едноставно сепак им требаше повеќе време да ги водат преговорите по кластери со Европската унија, така што мислам дека и на Северна Македонија ќе треба повеќе време за да ги прилагоди, за да се дохармонизира, да ги унапреди институциите. Не мислам дека платите на докторите се во однос на многу други професии за живот во Македонија дека се мали, стално секој ќе сака повеќе. Не можеме да се споредуваме со земјите од Западна Европа, бидејќи ево колеги многу што отидоа таму и не е некоја разлика која ќе ги земеме во предвид и начинот на живот и живеалиште и општо колку кошта живењето во западноевропска земја.